Почитувани, добре дојавте. Фемицидот е ретко ненадеен чин. Тој најчесто е крајната точка на еден долг процес на насилство што бил видлив, пријавуван и честопати игнориран. Деновиве Македонија се најде меѓу земјите со највисока стапка на фемицид во Европската Унија според податоците на Евростат, заедно со држави членки како Латвија и Литванија. Овој факт отвора суштинско прашање, дали фемицидот е последица на менталитет, на патриархални образци или пред се на институционален неуспех и отсуство на системска превенција. Ако проблемот постои во различни култури и општества, тогаш очигледно не станува збор за географија, туку за тоа како државите го препознаваат и спречуваат ризикот. Да си кажеме денеска за тоа каде точно потврла системот во Македонија. Дали законите се доволни, како функционираат во пракса и што мора итно да се смени за насилството да не кулминира со уште еден изгубен живот. Мои гостинки се Катерина Котевска-Стисниовска, адвокатка специјализирана за случаи на семејно насилство, и Ана Аврамовска-Нушкова, представничка на мрежа на невладини организации, односно Националната мрежа на насилство врз жените и семејното насилство. Почитувани дами, добре дојавте во студиото на Телма. Благодарам за поканата. Дали навистина сме полоши од другите или проблемот е подлабок, вака како вовед во темата? Кусо само, па ќе одиме со детали. Јас можам да зборам од аспект на Македонија. Она што ние како невладина, како здружение на граѓани го работиме, правивме мониторинг на целокупните активности кои што се спроведуваат од Инстанбулската конвенција, и она што го гледаме дека затајува, најмногу затајува заштитата и превенцијата. Само 4% од активностите што државата требаше да ги спроведе на тема превенција се спроведени. До 100% имаме, уште нели многу. Најмногу каскаме ние само една кампања да направиме или еден марш за 8 март и да кажеме дека еве сме ги заштитиле жртвите и сме подигнале јавната свест. Навлеговте многу во детали, прашањето беше генерално, значи не сме полоши од другите, проблемот е подлабок. Да, ако правиме компарација, да. Котевска, какво е вашето воведно Сметам видување? дека и ние, согласно менталитетот на балканските држави, како што сме и ние балканска држава, дека сме тука некаде, меѓутоа постапувањето на институциите е она што јас го гледам секојдневно и во што учествувам, и гледам дека постојат определени пропусти. Прво тие влечат основа и од законските решенија кои се уште не се кристализирани како што треба, понатаму постапувањето на институциите и на крајот добиваме ваков резултат како и со други пропратни недостатоци кои ги исплива на површина со ревизорскиот извештај кој излезе пред некој ден, кој беше насочен кон тоа да се изврши увид во постапувањето, во целокупната стратегија, едноставно како нашата држава се справува со борбата против насилството врз жената и семејното насилство. Еве Нушкова вели само 4% од врските што државата требала да ги интегрира, ги спровела. Вие велите има нов ревизорски извештај, што се главните поенти од него? А главните поенти, она што мене како практичар кој работи со ова материја ми беше забележано е тоа дека од 2018 до 2023 година постоела национална стратегија за справување со ова девијантна појава. Меѓутоа од 2023 до денеска, тоа се 2 години, воопшто немаме стратегија за постапување. Втора работа која исто така мене ми пробуди интерес е тоа што се имплементирани само 38% од сите активности. Дека националното координативно тело кое требало да се состанува на 3 месеци се состанало еднаш и досега 2 години не се состанало. Резултатите кои покажуваат дека до овој момент имаме 6 жртви на насилство, на 1 милион. Тоа е она бројка каде што излегува и статистиките, дека ние сме третата земја во Европа каде што на 1 милион жители имаме 6 жртви. Јас како што велам, ако земеме 12 месеци, имаме на 2 месеци по една жртва. Јас мислам дека е тоа голема бројка. Така, и
според вас, каде најчесто потврла системот? Дали во препознавањето на ризикот или во постапувањето откако ризикот ќе биде утврден? Најчесто потврла кај препознавањето и правилна проценка на ризик. Многу е важно да се направи првичната проценка на ризик, бидејќи од тука тргнува целокупниот процес како ние таа жртва. Прво ќе заштитиме, а потоа ќе ја реинтегрираме. Значи, пријава во полициската станица, пријава до Центарот за социјална работа. Сето тоа е важно професионалците да препознаат колку е тешка ова состојба. Бидејќи ова не ме зачудува како бројка, зашто што Евростат ја дава на 1 милион жители. Но имаме ние на светско ниво направено статистика дека кај нас пријавувањето е само 2% односно она што ние го регистрираме во полицијата и во Министерството. Значи мал број на пријави за семејно насилство, но сепак во најголемиот број случаи кои завршиле фатално имало пријава за семејно насилство. Јас ја немам таа статистика, бидејќи ние правевме увиди на многу судски предмети поврзани со убиства на жени. Некои пријавиле, некои не пријавиле. Не се во сите предмети претходно пријавувано насилството. Зборувам од 2008 заклучно со 2020 година, кога ни се и анализите за фемициди. Котевска, какво е вашето искуство во однос на докажам ова? Во однос на случаите за ова? Да, во однос на случаите имавме приметено дека се пријавувало, но само до брзата помош. Брзата помош се реагирала, санирала повреди и после тоа нема понатака информација дали се преземени други действија. И затоа сакам да ги поврзам со превенцијата, затоа што здравствените работници ни се тука клучни, не само доктори, хирурзи и травматолози, туку и матичните, односно семејните лекари во овалка на превенција и на заштита. Котевска, дали вашата пракса покажува дека не е голем бројот на случаи на пријави или индикации за семејно насилство? Не, напротив, јас од искуството што го имам како адвокат кој работи со овие случаеви, многу често и дури почесто постојат разни кампањи, има едукација да пријават насилство. Многу често и се обидуваат жртвите да пријават насилство, меѓутоа доаѓа до камен на сопнување при комуникација со институциите. Како? Например, кога оди во полиција да пријави едно загрозување на сигурност, кој го има в еден случај сега непосредно, загрозување на сигурноста при вршење на семејно насилство. Се убедува да се процесуира како опомена, бидејќи тоа е полесниот начин со кој би се справила институцијата со тоа. Второ понатака е Центарот за социјална работа. Многу често се случува да доаѓа до мирење на жртвите, а тоа е строго забрането со Истанбулската конвенција. Кој тоа се обидува да ги смири? Институциите. Прво во полиција, ајде маш и жена сте или блиски сте или имате дете заедничко, ете ако сте бивши партнери, меѓутоа тоа е строго забрането. Дури ми се случило и на сама судска постапка судиите да пробуваат со такви разговори да им се упатуваат на странките. И на крајот се случува да она исто, да го спомнам и ревизорскиот извештај, што исто така го забележав, статистиката, како што кажа Ана, е до 2020. Меѓутоа, во 2021 имаме многу повисоки бројки на семејно насилство. Затоа што тогаш беше локдаунот и се исплива на површина сите семејни насилства, понатака, и при изрекување, например, на мерката за отстранување од насилникот од домот. Таа мерка воопшто не е во 2023 е последно изречена. Еден град како што е Битола, каде што јас работам, од 2018 до 2023 воопшто не изрекло таква мерка. Значи не постоеле 5 години случаеви согласно статистиката да биде отстранет насилник од домот. А сигурно дека постоело некое тешко насилство, каде што исто така и да спомнам и условната казна. Условната казна во кривичните постапки, каде што се одговара за кривични дела сторени при вршење на семејно насилство. Условната казна покажа дека не е делотворна кон сторителот. Ајде полека со ред, ќе одиме и ќе спомнеме тоа. Нушкова, спомнавте повеќе, дозволете само да го... Не беше статистика од 2020, ние анализата ја правевме до 2020 година. А ова е 2%
веќе пројавено кај нас насилство, што се кажува. Случаите за кои вие зборувате и со кои располагате, оние кои се пријавени како јавување до итната медицинска помош и барање на лекарска поддршка за семејно насилство. Зошто жените се плашат да го пријават насилникот и во полиција и бараат само лекарска помош? Што ви покомплексен е проблемот. Прво видете ги имајте ги во предвид нашето патриархално општество, родовите стереотипи и улоги кои што ги имаат кај нас. Многу често жената е покажана со прс, посебно кога треба да каже дека има дома некој проблем. Го затварат како приватно прашање, а сите кажуваме дека е општествен проблем. Плюс тоа, можеби, недоволна информација која што имат на располагање, недоволно сервиси, специализирани сервиси, каде што може да се упатат жените жртви на насилство. Независно дали се од државата, дали се раководени од невладени организации. Трета работа, економската надмоќ, односно немоќ на жените. Ние имаме 45% од жените што не се активни на пазарот на трудот. Не е само прашање на плата, него прашање на кров. Домувањето е исто така голем проблем на жените. Само 29% од жените имаат стан на нивно име, недвижен имот. И тука се тоа како еден сплет на фактори допринесува или да се плаши да пријави, ова што Катерина го спомна, кога ги мируваат или ги одбиваат пријавите и ги регистрираат како поплаки, така се јавува и таа недоверба кон институциите, кои што многу често ја слушаме во медиумите. Од ова што го зборува Нушкова, веројатно проблемот е и дома, не е само во системот. Видете, точно, тука ќе се надоврзам на Ана. Постојат такви проблеми, меѓутоа исто така, пак ќе го спомнам ревизорскиот извештај, бидејќи официјален документ и ги содржи сите пропусти на едно. Утврдено е дека не постои, а и то се покажува и во пракса, не пријавуваат бидејќи му е срам од средината на жртвите. Не сметам дека веќе тоа така. Не пријавуваат затоа што немаат излез, затоа што немаат од тука каде да заминат. Економски се тие што прво се плаши, една жртва за да е жртва чувствува огромен страв. Не е доволно заштитена од институциите, бидејќи по изрекување на мерките за заштита истите не се проверуваат и нема засилени патроли, нема засилено обезбедување на жртвите. Понатака, жртвата се враќа дома, ако не планира да го прекине тој брак, се враќа дома. Како што спомнав, насилникот не се отстранува од домот, не се изрекуваат такви мерки, таа нема заштита и таа оди кон тоа дека јас ќе пријавам, меѓутоа што после, немам никаква заштита. И втора работа е, што спомна Ана, јас се согласувам со тоа. Многу мал број од жените, традиционално кај нас во нашата држава, имаат имот на свое име. Тука имаше истражување зошто е тоа така, да не навлегуваме, ќе се работи на тие основи, меѓутоа согласно извештајот е покажано дека 15.000 денари има помош една жртва која може, откако ќе ја побара и ќе замени од таа средина, да ја добие. А тоа нема ни кирија за еден месец. Така, значи, дефинитивно треба да се стави акцент и фокус на едукација, на поголема едукација на жените и охрабрување да пријават. Но ако дозволувате на реинтеграција. И осposobување на услови. 3 месеци има само можност да остане во СОС село или згрижувачка куќа, има во Пелагонискиот регион има една. Дури согласно пак извештајот се утврдило дека определени скривалишта или како ги викаат веќе сигурни куќи не работат за солништа, не работат затоа што истекол договорот за изнајмување, истиот не бил обновен. Најверојатно од кои причини не навлегувам, сигурно постојат, значи повторно станува збор за обврска на системот да интервенира и во тој дел и затоа за да не го амнестираме системот и генерално во оние случаи во кои жените се охрабриле. Имали и доволно храброст и проценка дека тоа е единствениот излез. Не дека нема да им се реши проблемот, туку дека побарале заштита. Во таков случај, кога исходот е повторно фатален, која институција најчесто потврлила? Што вели вашето искуство? Дали станува збор за лоша полициска проценка, лош чекор на обвинителството, односно реакција од таму изостанува, или пак судот потврдил?
Согласно моите сознанија и она што го следам како случај во јавност, сметам дека тоа е една нишка каде што не можеме да покажеме со прст кон никој, конкретно. Меѓутоа и кон сите. Затоа што секој во својата бранша треба да си го заземе ставот конкретно и да ги знае сите правила и да постапи согласно нив. Меѓутоа, тука имаме и законски недостатоци, каде што, например, не може да се изрече притвор за дела, обвинителите да сакат да изречат притвор, законот не дозволува, бидејќи тука се работи за дела со помали казни, каде што, например, основот за притвор дека ќе го повтори делото, не е основ за изрекување на притвор. Понатака, исто така полициските служби, тие не можат да вршат заселен надзор доколку такво нешто немаат по правилник и не биде јасно кажано и не биде јасно дадено на документ или на наредба за да се изврши такво нешто. Немаме регистар каде што не излегува, како во казнената евиденција, не излегува никаков регистар дека некој е сторител на дела кои се при вршење на семејно насилство, за да може и тука да се превенира. Нушкова, што вели вашето искуство? Вие работите со жени кои директно се обратиле кај вас. Каде најчесто се губат случаите? Во полицијата, во обвинителството или во судот? Да, имаме и некои законски аномалии тука, како што ги спомна Катерина, но мислам дека не се клучни. Клучно е она што можеме да го кажеме немање на мултисекторска соработка и недобра координација. Апсолутно. Зборувам во прва линија полиција, Центар за социјална работа, полиција, обвинителство и понатака кога ќе дојде веќе на суд, малите или условните алтернативните мерки кои што се условната осуда. Дали законската регулатива предвидува меѓусекторска координација? Апсолутно. Значи не треба да се менува закон. Протокол за мултисекторска соработка, се имаме на хартија. Кој не го спроведува, кој не го почитува? Па што е мултисекторска, треба секој од институциите да го исполнува. Знаете, што вели вашето искуство, каде е најслабата карика во тој случај? Најслабата карика е во секој случај, значи поврзано е, али во прва линија се секопат полицијата и центрите за социјална работа. И сакам ова да го напоменам затоа што е многу важно, нашиот закон го предвидува должното внимание. Што значи тоа? Секој професионалец, полиција, Центар за социјална работа, обвинителство, лекари и така натака, кои што имаат контакт со некоја жртва на семејно и на родово базирано насилство, мора да постапат со должно внимание. Тоа е еден златен принцип, директно ние од Истанбулската конвенција го имаме претходно, кој што вика, ако не ги преземе сите мерки, или пропушти, или не сака да направи нешто за таа жртва, има право жртвата да поднесе тужба. Но не е поентата ние сега да одиме да се тужиме со вработените, него поентата е ние да првим да ја даеме заштитата. И се извинувам што ќе прекинам, Ана, исто не прават препознавање, тоа го приметив, не препознавање на категорија на ранливи жени. Тоа институциите не го препознаваат. Добро, ја спомнавте и двете Истанбулската конвенција. Што во пракса тоа во реалноста значи за една жена која се одважила и охрабрила да пријави насилство? Што тоа именува во смисла на незината заштита? Многу именува, затоа што е златен стандард кога станува збор, кога зборуваме против насилство врз жени и семејно насилство. Прво треба сите држави што се подпишале да се ја сменат легислативата. Дали е Македонија усогласена целосно? Не е целосно. Има уште доста работа, но најмногу чекори се преземени во тој контекст. Сепак кај на законите се донесе нов закон за спречување и заштита против насилство врз жени, се донесе измени на кривичниот законник, се дорегулира неколку дела. Да, дури фемицидот се препозна демнењето. Како посебно кривично дело, различно од убиството или не? Не, во склоп на на основното кривично дело убиство. Какви се насоките од Истанбулската конвенција? Дали треба фемицидот да биде прегнат како посебно кривично дело надвор од убиството? Остава на државата тоа, но мора да биде препознаен. Дали во нивните закони и да биде квалифициран како убиство, квалифицирано и да има строга казна. Спогласно моето мислење би ги задоволило стандардите, меѓутоа како што спомна Јана, треба сите сектори меѓу себе да соработуваат и да ги препознаваат прво со должно внимание, а после и со едукација,
и со обука за постапување, бидејќи е сензитивна тема и треба да има, согласно моето мислење, добра подготовка за постапување со жени. Горен, само да дополнам, бидејќи прашавте како таа се одразува, се рефлектира нашата ратификација на Истанбулската. Она што е важно, го спомнавте ревизорскиот Катерина извештај. Ревизорскиот извештај беше фокусиран на специализираните услуги што се даваат на жените. Што значи тоа? На секоја жена, секоја од тие услуги треба да и се бесплатни и да бидат согласно нејзините индивидуални потреби. Психолошка помош и поддршка, бесплатната правна помош, сместување во шелтер центри за солништа, упатување во советувалишта, каде што ќе може да работи на себе, каде што ќе може да почне процесот на реинтеграција и нормално соодветни обуки во однос на нејзините капацитети и квалитети и интереси да се надоградува, да биде поконкурентна на пазарот на трудот. Да не може да може стан да си купи, да може да работи. И бидејќи и поголемиот број на жени се свесни во каков систем живеат и во какво општество, дали вашето чувство, вашата лична перцепција од соработката со жртвите на семејно насилство е дека и тие самите се сметаат дека ако пријават семејно насилство, се сметаат за уште поранливи отколку за позаштитени и побезбедни? Во почетокот, да, во самиот момент кога пријавува жртвата, таа има потреба од помош. Добива совети, дали од невладин сектор или од адвокатите, да се обрати. И застапувањето на адвокатите во таквите постапки е бесплатно, затоа што секоја жртва има право, согласно со тоа, ако е жртва на семејно насилство, да ја застапува. Центарот за социјална работа или адвокат по избор кој има решение за давање на секундарна правна бесплатна помош и со тоа услугата и кај адвокатот е бесплатна. Така да жртвата добива услуги бесплатно, меѓутоа тие услуги треба да и бидат достапни. А многу често не и се достапни. Не и се достапни на начин што има проблем при сместување во сигурна куќа, има случај во Скопје каде што ја одбива да биде сместена. Има случај каде што не сака да примат пријава, еве ова. Има случај каде што се одби тешко семејно насилство со видео снимка, каде што се гледаше, добив решение со кое се одбива. Така да сите заедно институции кои ќе се подредат во целиот тој процес треба да има должно внимание и да го подобрат својот однос кон оваа работа. Ако треба да посочите мора да го имаме во предвид. Бидејќи веќе спомнуваме страф и пријавување. Во која психолошка состојба се наоѓа таа жена за да го направи првиот чекор? Дали ме разбирате? Затоа е таа потребна психолошка помош и поддршка. И не е тоа со една сесија кај психотерапевт, па ние сме завршиле работата. Низи треба подолгорочно. Точно. А за тоа треба пари, односно финанси. Значи државата мора да издвои средства, па дали ќе носи стратегии, дали ќе носи национални акцијски планови. Мора да предвиди во буџетот финансиски импликации, да има пари за да се спроведат тие работи. Само така ние ќе почнеме да ги заштитуваме. Има ли во буџетот за 2026 пари за таа намена? Немам информации. Добро, ако треба да издвоите и да ја посочите најголемата институционална слабост што директно придонесува за високиот број на жртви на фемицид, што би била таа? Каде треба најбрзо и најитно да се интервенира? Бидејќи набројавте повеќе слабости. Паралелна е превенцијата и заштитата мора да одат паралелно. Ако сакаме ние првично да ја заштитиме жртвата и да превенираме идно насилство, затоа што на таа жртва, ако има и малолетни деца, обично имаат, ако го прекинеме кругот на насилството, после треба да очекуваме дека тие деца ќе растат во понормална, поздрава средина и дека ќе бидат подобро адаптирани во нашето општество. Само така можеме да го прекинеме кругот на насилството, а со тоа и превенцијата која што треба да води цело време. Би се сложила исто со Ана и би додала, значи и исто така и реинтеграцијата треба да се подобри, исто така и треба да се заострат казните. Значи да знае, еден сторител, бидејќи сум имала случаеви каде што две различни жени ми се јавувале од ист сторител и тоа сум имала неколку такви случаеви. Значи, се повторува, ако не е ефикасно казнето. Казната треба да има генерална и специјална превенција. Генерална кон сите, специјална кон сторителот. И тука исто така е важно, како и самата реинтеграција, да знае жената дека ќе биде заштитена кога во моментот ќе побара
помош, дека ќе добие и поддршка, дека ќе добие и сместување, дека ќе добие и финансиска помош и помош околу децата. И само по таа основа жените ќе се окуражат и ќе имат каде да добијат помош. Добро, овој податок што го спомнавме и во најавата дека Латвија и Литванија како земји членки на Европската унија се пред нас на врвот по фемицид, покажува дека проблемот не е само до балканскиот менталитет, туку во комбинација од повеќе фактори, односно од таа институционална слабост или неефикасност, потоа од тоа со години толерирано насилство и од недостигот на навремена превенција. Имате ли да посочите некоја земја што е добар, успешен пример како низ годиниве го менаџира проблемот, односно го намалила проблемот на убиства на жени и некој добар пример, дали од опкружувањето или од Европска унија? Јас ги гледам европските земји во глобала, да не посочувам ниту една, ги гледам во глобала, особено, например, Германија. Еве, самата Германија и Швајцарија, Шведска, тие се земји, а еве Германија ќе ја спомнам ако одвојувам една, каде што таа има баш поголем успех во справувањето со оваа појава и жената е многу позаштитена од порано. Веќе тука за Шведска и за Швајцарија има многу добри примери, посебно за Швајцарија, каде што жената добива поддршка во самиот момент кога ќе пријави, доаѓаат служби, ја преземаат целокупната работа нејзина, таа е ставена на безбедна локација и понатака сум имала клиентки кои преживеале семејно насилство во овие држави. Ми го кажувале нивното искуство, сум го следала и преку документацијата и преземените активности од страна на институциите. Согласно тоа, би ги спомнала нив како добро, подобри Германија и Швајцарија како добри примери. Од друга страна, ако го свртам прашањето, патриархатот, односно таквите модели се присутни и во другите балкански земји, па сепак Македонија одскокнува далеку над. Значи, Македонија со 6 жртви на милион жители, Црна Гора, Грција само со една жртва на 1 милион. Ако го тргнеме менталитетот на страна гора, на сите прашањето било зошто Македонија е повисоко рангирана од земјите во регионот. Инвестираат и се го сваќаат колку е голем проблемот на семејното и народовото базирано насилство и инвестираат во своји ресурси. Што прави Црна Гора? Инвестираат во обуки за професионалците, инвестираат во подобри специјализирани услуги, инвестираат во прифаќање на различни модели, како да се направи заштитата, инвестираат во полицијата, така да доколку државата има интереси да каже дека ќе се бориме против насилството врз жени, врз деца и така натака, и како ќе ги видиме резултатите и ќе бидеме се подолу на таа скала каде што сега моментално стоиме на бронзено 3-то место. Исто и извештајот покажа дека и нема доволен број на вработеност во институциите. Апсолутно. Да застанеме и на нивна страна. Значи, од потребни 19 работни места во Центар за социјална работа во Битола имало само 11 месечини, ако добро ја интерпретирам бројката. Меѓутоа, се работи за недоволен капацитет и капацитет кој е преоптоварен, затоа што имаат премала вработеност, исто така со истото се соочуваат и обвинителствата и судовите. Значи со мал капацитет, а голем обем на работа. И тоа исто влијае на постапувањето. Црна Гора исто веќе кога ја спомнавте, има доста напредни закони почнато и за издршка на деца, да се одат под државен фонд, државата едноставно. И Србија тој фонд го усвои од лани. Да. Само кај нас нема. Од сите земји фондот за алиментација само кај нас не е присутен. Во Србија, во Хрватска, веќе во Хрватска. Да не го чекаме на милост или на немилост другиот родител дали ќе ги уплати парите, него имаме државата која што застанува позади тие семејства кои што треба да се плати издршка. И тоа после 1 месец не плаќање. Еве, Нушкова вели не е воопшто едноставно да се пријави семејно насилство. Жената жртва е навистина во сложена психолошки и секаква состојба, особено што, како што рековте, и економски ранлива и без финансиски ресурси, веројатно и под страв за сопствениот живот, правниот систем и делува многу далечен и невозможен сојузник на некој начин, што во таква ситуација, кога го имаме предвид и балканскиот менталитет, можеме најбрзо да сториме за во 2026 која е пред нас, да се намали тој број.
Еве, Како да едукативно, превентивно, како да делуваме сите секој во доменот на своите надлежности? Има многу различни модели, значи еве ние како организација што правиме, освен со користење на социјалните медиуми како кампањи, работиме на јакнење на женските локални организации во сите други градови низ Македонија, каде што преку нив, кои што им се поблиски на жените, ја пренесуваме информацијата, од општи информации, како да, кои се твоите права, што да очекуваш кога ќе одиш да пријавиш, до онај степен кога почнуваме и со поддршка на локалните општини да отвараме советувалишни центри, каде што ќе биде една почетна точка за добивање на сите услуги кои што треба да ги обезбеди државата, во овој момент не ги дава. Освен оваа теренска работа на граѓанскиот сектор, можеме ли да интервенираме или би им порачале на креаторите на политика некоја измена во законите или зајакнување на институционалните капацитети, нешто што може да се подготви, да се реагира брзо, да не биде тоа последица на големи и всеопфатни реформи? Ќе се сложам да се издвојат повеќе средства за да се справиме со оваа појава, бидејќи се покажа дека во последните 2 години не гуши. Семејното насилство од минатата година досега 19% е зголемено. Значи, како исто фемициди имаме ова година најмногу од минатите 2. Ова година имаме 6 досега. Значи, прво одделување средства, второ засилување на контрола и ревизија. Бидејќи убаво кажа Ана, се отвараат и регионални центри, се врши едукација и се, меѓутоа сето тоа треба да се исконтролира, да работи согласно стандардите. И треба исто со ревизорскиот извештај се воспостави дека не постојат определени стандарди за невладините организации за отварањето. И исто и не постои SOS линија. Значи, многу работи не постојат, многу работи не се функционални. Мора да се подобрат. И покрај ситуацијата која ја опишувате, а е таква каква што велите, за гледачките кои не гледаат и можеби се двоумат, или кога секоја жена би ви се обратила, што би ја охрабриле ли да пријави семејно насилство, имајќи предвид дека системот е неефикасен и можеби нема да ја заштити? Прво треба да видиме во која состојба е таа жена и правилно да информираме. Да биде спремна и да знае што да очекува во целиот процес. Второ, се разбира, за да го прекине овој круг на насилство, веќе да не се повторувам, она мора да пријави. А за да се пријави, мора да се активират институциите. Значи, мора да пријави во полиција, мора да пријави во Центар за социјална работа и мора да ја донесе одлуката сама. Зака да, во секој случај, треба да има правилна информација, да биде целосно информирана кои се нејзините права, да и се пружи психолошка помош и поддршка, за да може да ја донесе одлуката за да пријави. Бидејќи одлуката за пријава е секогаш на таа што треба да го пријави. А пораката до институциите и до надлежните во обвинителство, до судовите и полицијата? Да, кога ќе донесе одлуката да пријави и кога ќе тргне по тој пат, секоја институција да има сензибилитет за жртвата, да постапува со должно внимание и со зголемено внимание, да ги распознава жените кои се ранлива категорија од жени, кои се финансиски, материјално нестабилни, кои имаат здравствени проблеми, кои имаат искуство, односно се извинувам, кои имаат историјат на семејно насилство или насилство во семејството, и да постапуваат со внимание, да ги упатат точно на институциите на кои треба да се обратат и да ја заштитат жртвата. Да ја заштитат, да ја пружат заштита во целокупниот процес, за да се осети таа безбедно, да ја заштитат и од сторителот, меѓутоа и сторителот да го реинтегрираат во општеството. И него, доколку има некоја зависност да биде третиран, доколку треба да издржува казна, истата да ја издржува согласно делото кое го сторил и така натаму. Ана Аврамовска-Нушкова и Катерина Котарска-Стиснилска, ви благодарам многу за учеството во денешното издание Да се каже. Благодариме. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телма и имајте убав ден.